Пекари, градежни и машински работници се најдефицитарните струки во државата во моментов. Иако средните стручни училишта запишуваат доволно кадри, сепак тие или продолжуваат понатаму на факултет или заминуваат во странство. Планирам во иднина да се запишам на факултет по машински. По завршување на факултетот мислам дека овде ќе најдам добро работно место со добра плата, но сум размислил дека ако овде не е добра платена мојата струка, моето работно место, дека ќе одам во странство. Па моите плани за година се да пробам да најдам некое работно место во Македонија, во нашата држава, но ако мислам дека не е тоа доволно и не се доволни платите, ќе пробам селекти во странство. Само Штипското коле Нехтенин годишно произведува по околу 200 кадри од машинската струка. Во нашето училиште има вкупно 11 паралелки од машинската струка. Вкупно ученици се запишени во машинската струка 197, од кои 37 во 3 годишно траење, а 160 во 4 годишно траење. Од машинската струка застапени се и следните профили: техничар за компјутерско управување, машински техничар, машински енергетски техничар и автотехничар мехатроничар. Од 3-годишното образование имаме струката комбинирана паралелка машински механичар и конструкцијски механичар. И покрај ова, машински работници на пазарот на трудот има малку. Ова е причината Стопанската комора да најави и можност за стимулирање на преквалификации. Нашата улога во делот на неформалното образование ќе работиме на преквалификација и доквалификација на кадри. И ова што Борис го кажува, ќе има особена можност компаниите преку приватни провайдери да стигнат до брза преквалификација и доквалификација на кадри. Нашата улога како комора ќе биде спој на приватните провайдери и компаниите кои што имаат директна потреба од такви кадри. Искуството и практиката од терен покажува дека има сериозен проблем со недостиг на квалификувана работна сила и она што сега излегува од средните технички училишта не ги задоволува стандардите и потребите на компаниите. Ваквата одлука од Стопанската комора ја правдаат со ригидноста на образовниот систем и бавните процедури за промени на образовните профили. Инаку платите во пекарската, градежната и машинската индустрија се движат околу 20.000 денари.